Трета работа што треба да ја знаеме, марифету дин или ислам, познавање на исламската вера. Со што? Бил адилла. Значи, не со традиции, не како ти текнало тебе, бил адилла, со аргументи. Значи, познавање на исламската вера со аргументи. Кои се ти аргументи? Ибн Каим рахимуллах вели, знаењето што е? Кала Аллах, кала Расулуллах, кала сахаба. Точка. Знаење што е? Аллах рекол, пекамберот рекол и рекле сахаба. Застани ондека што се застанати сахаба. Како велит имам Аузаи рахимахуллах, зошто тие застанаа со знаење. Значи сахаба застанаа тука, не застанаа со незнаење, со џахел. Не, со знаење. Знае тука е границата. Застани тука кај што застанаа сахаба на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Познавање на верата, значи на верата, прво шех Фозан хафидахуллах вели, исламот е вера на сите пекамбери. Од Адем алейхи салату ва салам до Мухамед салаллаху алейхи ва салам е една вера, а тоа е ислам. Ислам што значи? Ел истисламу лиллахи бит таухид ва инқияду леху бит та'a ва бараату мин аш-ширк ва ахлихи. Ова е дефиницијата на исламот. Што значи дефиниција на исламот? Да му се покориш на Аллах Джелешану со таухид, со трите врсти на таухид. И да ги извршуваш наредбите на Аллах Джелешану. И откажување од што? Од ширкот и нивните следбеници. Откажување од ширкот и од нивните следбеници. Зошто? Ибраим алейхиссалату вассалам што рече на неговиот татко и на неговиот народ? Инни бараун мимма та'будун. Јас сум чист од тоа вие што обожавате. Јас сум чист. Ла илаха. Зошто не велеа мушриците арапите ла иля илlallah? Зошто? Абу Џахал, Абу Лахаб, други. Зошто? Тие знаат што значи ла иля илlallah. Тие знаат како речат ла илаха илlallah, да негираш све друго освен Аллах Джелешану да го потврдиш. А денеска велат муслиманите ла иля илlallah, муслимани полно ла иля илlallah, од кај гробоите им барат помош, бериче. Велит ла иля илlallah, од кај дрвата барат помош. Велит ла иля илlallah, од по камење, и од по рекичина, и од по извори цркомлака горе, и требаш увек достаеш 5 денари, достаеш конец. Ова ти го рушува цел ислам тебе. Ти можеш ноќ и дена се кланяш, ако ова го правиш, ти си мушрик. Мушрик. И мушрик што? Никогаш нема да влезе во џеннет. Увек во нар. Денес тој вели ла иля илlallah, му поминува црна мачка, вели ми ја расипа денот. Тој вели ла иля илlallah, го видов, ти ми ја расипа денот, ти си баксуса. Така е велат полно. Ова ти си ги раскинува сите карти со исламот. Ти може да видиш колку сакаш на ден. Не ти вреди тоа ла иля илlallah. Зашто тоа ла иля илlallah бара нешто од тебе, затоа мушриците знаат што барат и затоа не го велеа. Освен тие што го велеа со вистинска искреност и се откажуваа се живо што го слуша. Освен од Аллах Джелешану го потврдуваа. А тие што беа значи најчи што не сака да примаат вистината, тие знаат што значи. Треба сите богови Лат, Узза, Менат, сите што беа, се да ги откажат. Освен еден единствен Аллах субханаху ва таала да обожаваат. А денеска за жал, голем број на муслимани велит ла иля илlallah, му поминало на пиле, вели пилево ми донесе среќа. Гулапот умрело некој, гулап дојде в соба. Бел, жол, црн, што зна, све, добар хабар. Тој ни се клањал, ни пра постел, ни давал нешто поможи, ништо со исламот, добар хабар беше за него. Да, брат, тоа е, значи толку се за она внатра во глабока темнина им се запечатени нивните срца, што не може да најдат излезот. А во вистина имаат излезот во нивната рака. Замисли онја човек што не верува во Аллах Джелешану. Иако вели муслиман така. Секоја на работа не му пречи што излага надвор. Срцето него, знаеш колку се заморуваат. Мачката што го помени, он ма лошо, вели лошова. Нешто друго потаке, исто. Тој нонсо бе заморен, срцето него нонсо по штрес.
a ti što samo Allah Đelešanog obožavaš? Znaš дека nema ni dobro ni zlo sem to Allah Đelešanu. Srce do tvoje uživat. Smireno je, to što ti go obožava samo Allah Đelešanu. A ti obožavati ljannici bogoj. Ti pomenite grušta veli japeri imata. Japeri ne postoje u islamu. Da. Znači nije sme poraznali s ove raboća, ne znake vasama. Znači, ovo ne postoje, ti izlagaš od verata. Ova je izlagana od verata. Veli da be vide toj, kažal toj. Prva rabota u islamu, prva rabota, ako kaže nekoj, Allah Đelešanu veli skoro, in džakum fasikun bi nebein fatabejenu. Ako vi dojete jedan rasipan čovek, grešnik čovek, grevovi što pravi, so jedan izveštaj, znači nešto, znači, prenesuvanje, fatabejenu. Toga proverete go. Znači ti u islamu ne se prima do svakog kažuvat nekoj, znači ti došao neko na ulica, Bedo je vakov, Džibril je takov, ali ne, čekaj ti, kakov je čovjekot? Da li je to, znači, prav sunni, selefi, ili to što je fasik, čovjek što pravi, znači, grevovi golemi i javno gi pravi tako, toga ne primaš nego to je prenesuvanje, prva rabota. Vtora rabota, šeitanot, kako može najlesno okladiti njegov ovakvi spletki. Koga će umrit čovjek, ti ima to veruvanje, така той ќе стане. А во вистина треба да го несе на гробиша него, така тој не може сам да појде. Требаше му откопај гробот. Ако тој ќе станеше, ќе се врати за 1 сат, 2 на вечер, тоа ќе се откопаше тој сам гробот. И сам ќе си појдеш, ама немаше да заморава цело село или цел народ. Да. Значи, кога ќе умре, ти има таа сугестија, тоа значи мислене, така тој ќе дојде. И шејтанот што прави джиноите тога, джинои шејтани, ќе прапка бум, бам, бум, и ти мислат, ево бабо дојда. И му клаваат вода напред, така свеча, за да најд водата. Тој пред да му не може да пие вода, и тоа жив беше, те гледаше, ама не може да пие вода, зашто толку му идеше крајот, тој се умрал и вода ќе пие кај дојде дома. Ова е све, значи, овие се све верувања, што го изфрлаат човекот од исламот. Тој му да дајт зечајот и садака, милиарди вели шех Фозан, милиарди, не милиони, милиарди не му се фачаат. Милиарди не му се фачаат ако ги имат ова верување. Нема, Allah subhanahu wa ta'ala veli, оние вие што ги обожавате со Allah Đelešanu заедно, ла јемликуна мин қитмир. Аллаху акбар. Оние што ги обожавате вие со Allah Đelešanu, значи умрените и дрва и други работи, тие не поседуваат за себе си од урмана кога ќе отвориш. На кокалено имате на танка кожинка, мала, прозирна. Да ја ставиш та навага, не кажувам, навагата не марда, толку е та лесна. Allah Đelešanu вели, толку ти не поседуваат за себе си. За себе си. А не поголемо, нешто ти дај деца, тој нема деца, 10 години, ојке гробот. Му барам на гробот та помош. Овие работи нема во исламот. Ти му бараш на Allah Đelešanu, створител на све и се што е. Allah subhanahu wa ta'ala. Значи, исламот е вера на сите пекамбери. Од Адем алейхи салату васелам до Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Но овде кога се споминат сега, ма'рифету дин или ислами бил адилла, познавање на исламската вера со аргументи, е верата што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Значи, што се подразбират овде, брат? Верата што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Зошто и верата на Мухаммед салаллаху алейхи васелам, значи Коран, со Куранот што дојде пекамберот салаллаху алейхи васелам и сунетот, ги аброгира, ги изваја, значи од закон, од сила, законска сила, предходните вери, значи шеријати што беа. Значи шеријатот на Иса алейхиссалам, шеријатот на Муса алейхиссалам и така натаму на другите пекамбери посланици што беше објавено, овие е последен шеријат до судниот ден. И таа е верата ке Allah subhanahu wa ta'ala, што? Исламот. Велите Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Кој сакат, кој пожелува за себе си друга вера од исламот, таја не му се прифаќат. Овде ние не сме оние што се
советувач за осигурanje. Разбирате? Советувач за осигурanje, да влезеш во осигурanje, тој ти прави све рамно тебе. Зошто тој сака да те земе во осигурanje во него. Ме разбравте се што сега ви кажам? Да. Тој ти прави, не сме такви овде, советувач, да му правиме секому рамно. Не. Единствена вера што е примана кај Аллах Джелешану е исламот. Кој умират во друга вера, освен исламот, неговото место е во џахеннем, во огнот. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва рече, не слуша за мене, јаудија или христијан и не веруваат во мене, освен неговото место е во џахеннем. Во џахеннем. Иако тој бил добар човек, може бил добар човек. Не му вредите. Зошто? Не ги правил тие добри дела за Аллах Джелешану. После, кога ќе научиш, првата, значи ова беше прва работа што треба да ја знаеме. А по таа прва работа се продели на 3 работи, така? Познавањето на Аллах, познавањето на пегамберот и познавањето на исламската вера. Значи прва илмо, знаење, значи се подразбират овие 3 работи. Кога ќе научиш, што следи после научењето? После кога ќе научиш? Ел-амелу бихи. Правење дела спрема тоа знаење. Значи првин учиш. После учењето што иде? Работењето. Значи не ти вреди, како вели шех Салих Ал-Фаузан хафизахуллах, фал-илму била амелин ке шеџаратин била самар. Вели шех Фаузан, знаење без дела е како едно дрво без плодови. Разбравте? Дрво без плодови. Исушено дрво. Не раѓаат плодови. Што ќе го направиш, ти смечава тоа в гумно, двор, таму, ќе го праќиш, ден за ден ќе го праќиш, зошто немаш никаков придонес. Шех Фаузан, ти направи тебе пример, значи, сватлив пример да го сватиш, значи, знаење без дела е како едно дрво без плодови. Значи, невредно. Немаш вредност. И Шех Усеймин рахимахуллах, што велит? Навистина, ако човек има знаење и не правит дела, тој е идентичен, значи, на јаудите. Зошто јаудите? Тие знаат, имаат знаење, но немаат дела. А оние што прават дела, а немаат знаење, тој е како христијаните. Значи секој сега немаат овде, или овде се или овде. Средина што е? Да имаш знаење и да правиш дела. Да. Што значи гајрил махдуби? Значи му се молиш на Аллах Джелешану, не на онај пат што има тие лутината твоја над себе си замено. Зошто лутината на Аллах Джелешану, а тие се аудите? Зошто? Зошто тие знаеа, а не правеа дела. Уаля далин, и не на оние заблудните, изгубените. Кои се тие? Насара. Христијаните. Зошто? Тие правеа дела. Гледаш ти попоите као џерките. Со 10 години, 20, 30, 100 години во црква го поминува животот као џерка. Нон-стоп, не излага надвор ништо. Нон-стоп прави дела таја, нон-стоп. Што без знаење. Да, нема тоа кај Аллах Джелешану никаква вредност. Халиден мухалледан финнар. За секогаш во џахеннем, во огнот. Затоа, значи, зошто Аллах Джелешану во суратул Фатиха, што ние секој ден читаме, секој намаз, секој речет, ихдина сиратал мустақим. Сиратал ледина ан'амта алейхим, гајрил магдуби алейхим, вала далин. Значи, му се молиш прво на Аллах Джелешану да упати во правиот пат. Во патот на оние што им дава Аллах Джелешану добрини. Кои се тие пекамберите, искрајните, шехидите и праведните луѓе. И му се молиш исто после што? Не да тонеси во патот што има лутината Аллахова на себе си земено. Тие ја одите. И не на онај пат што се заблудните, изгубените, тие се насара. Значи насара, што значи насара?
Християните. Значи арапски насара се викаат. Да знаете, значи, ваќе се учите арапски, се учат зброите. Насара. Значи, християните. И Шейх Уthaymin рахимахуллах вели дека амел да правиш, значи, дела што се согласуваат со што? Со шеријатот на Аллах Джелешано. Значи делат не само сега ти дела како ти текнало тебе, не. Дела прања како се согласува, значи, со шеријатот на Аллах Субханаху ва Таала. Дали се тие дела, лични дела, персонални дела, како намазот, значи ти сам за себе го правиш. Сијам, постење, за себе го правиш. Хадж прање, за себе так натаму. А има дела што се и се предава на други луѓе, како ал-амру бил ма'руф ва нахјан анил мункар, наредување за добро и отстранување од лошо. Тоа значи ти кога наредуваш за добро и отстрануваш од лошо, тоа не ти се возврача само себе си твој, не, му се возврачат на другите што се во твојата околија и во твојата близина. И затоа, значи, треба да се пази секој, кога ќе повикува, значи, кога ќе да прави дела во согласност со она што дојден пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Сега, прва работа, значи, тие 4 месели што треба да ги знаеме. Прво меселе што? Знаење. Знаење што се подразбира, познавање на Аллах, познавање на верата, познавање на пегамберот. После што значи, после ќе знаеш, што ќе научиш правилно, што се чека од тебе? Да правиш дела. Дали, алейки селам рахматуллах. Дали сега завршивме? Не. Кога ќе научиш и ќе правиш дела ти, трета меселе што треба да го извршиш е да'вату илейхи. Да повикуваш во тоа што си го научил. Зашто Шейх Фаузан хафидахуллах вели, тоа знање што ги имаш ти, тоа не е ваков твој персонален. Тоа знање ти го учиш за себе си и на другите да му го дајш. Зашто Аллах Джелешану вели за Иса алейхи салату ва салам в Куран: وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Ме направи берекетлија каде и бев. Улемата Ибн Кесир и други улемаи на тефсир што вели што значи мубаракен? Муаллимен лил хаир. Значи учител за добро. Значи сакаш да бидеш берекетлија човек, учи добро на луѓето. Муалим значи учител. Муаллим, да, учител. Муаллим лил хаир. Хаир добро. Значи Иса алейхиссалам вели: "Ваджа'алани мубаракен", ме направи берекетлија. Што значи берекетлија бидиш? Да го учиш на народот доброто. Муаллимен лил хаир, нафа'ан. Да биде, значи, добро придонеслив за народот. И како ве рекол еден од селев, велит да имаш еден брат во верата, што секогаш кога ќе се најдеш со него, те подсетува на Аллах Джелешано и те учит, за тебе е подобро, од што да имаш еден брат, секогаш кога ќе те сретне ти дават пари в рака. Види, свати ова работа. Значи, да имаш еден брат, секогаш кога ќе се најдеш со него, тој те подсетува на Аллах Джелешано. И те подучуваат, и те советуваат. И е подобро за тебе, од што да имаш еден брат, секогаш кога се сретнеш, без да му бараш, тој ти дава тебе пари в раца. Зашто тие пари се овде диналог само. Но тоа знање те чува тебе и на судниот ден и од пеколот. Значи некој што гледа долго, далеко, тој ќе свати што е поважно за него. А оние што гледат кратко, само предност негов, дори ни предност не гледат можда, заслепен е скроз, нема што да му правиме. Ед-да'вату илейхи, повикување, значи повикување не може секој да прави. Треба да ги исполниш некои услови. Аллах субханаху ва таала вели: "Уд'у ила сабили раббик." Повикувај во патот на твојот Господар. Со што да повикуваш? Со револуции, со демонстрации, со комедии? Не. Бил хикма. Со мудрост. А мудрост од каде иде? Од знаењето. Бил хикма вал мау'изати хасана. И со добро советување. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. И кога ќе дебатираш со нив,
Значи, ќе најдеш, ќе сретнеш луѓе, што нема да го примаат твоето повикување во прв пат. Има луѓе и наечи, има луѓе што се спротивставуваат. Джадилхум биллети хи ахсан. Значи, дебатира со ним на најдобар начин. На најдобар начин. Исто вели да Аллах субханаху ва таала: "Кул хазиhi сабили ад'у ила Аллах." Му вели да Аллах субханаху ва таала на пегамбер ја Мухамед речи што? Кул хазиhi сабили. Ова е мојот пат. Кој тој пат? Што е тој пат? Ад'у ила Аллах. Повикувам само кај Аллах џелешану. Ел ихлас. Овде ихлас. Ад'у ила Аллах. Повикувам кај Аллах субханаху ва таала. Не повикувам да имам столица. Не повикувам да имам престиж, не повикувам да имам име, не повикувам да имам познавање, не повикувам да имам пари. Ад'у ила Аллах. Шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах има една книга, друга напишано Усулу Ситта. 6 бази. Првата база, вели Шейх Мухамед рахимахуллах, вели имаат луѓе, тие повикуваат со вистински зборови. Но во вистина, во суштина, повикуваат во себе си свој тој со тоа. Со тоа сака тој да стане познат и после да луѓето да се вртат кај него. Овие алими не оставиле ништо да играш. Измеđu. Немат измеđu овде. Овие патот на алими, брат, што имаат сватено. Што имаат сватено оваа вера, што сте океани на знање. Што не се занимаваат со овие дуњалог. Ад'у ила Аллах. Повикувам кај Аллах џелешану. Со што повикуваш ти? Ала басиратин. Значи со јасност. Шейх Али Насер ал-Фақих во Медина ова басира рече илму ва фахмун. Со знање и со сваќање. Значи ти знаеш и сваќаш што си го сватил. Се има многу луѓе не сваќаат. Тој може да си му кажал ти нешто. Слушнал тој нешто, ама не го сватил уште. Уште не го сватил. Ала басиратин. Кој така прави? Ана, пекамберот јас, пекамберот Мухамед саллаллаху алейхи ва мени табаани, и кој ме следи мене. Значи сахаба на прва линија. После кој? Големите имами. И до ден денешниот ден. Значи тој е патот на пекамберот и на тие што го следат пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям. Што? Тие повикуваат кај Аллах џелешану. Со знање и со мудрост. Не повикуваат кај себе си свој. Не да се спомни името него и да се прави славен и да се прави познат. Не. Не го интересира него. Имам Малик рахимуллах, кога напиша Муатта Имам Малик, Ел Муатта, една од најпознатите книги за хадис. Имаме Шафи'i рахимуллах вели за книгата на Имам Малик дека е најаутентична книга за хадис. Алимите рекле, ова изговорка е употребил Имам Шафи'i пред да биде напишано Сахих ал-Бухари. Видите ли да знаеш како напишано? Алимите знаат. Хатиб el-Багдади вели, кога лажговците почнаа да лажат, и ми употребивме датумите. Зошто? Тој вели да бев на 22 во Кичево. Вели ми кога на 22? Сите знаат на 22 тој не беше во Кичево. Аха, значи го фаќаш на замка со датумите. Тој велеле тоа ја бев во Мека на тој хаџ. Сите муслимани знаат дека тој не беше таа година на хаџ. Значи лажи тие хадиси. Затоа значи што? Ти употребија лаги, а лимите употребија датумите. И така ги фаќа на замка. Имам Малик рахимуллах, му рекол Имам Малик, како твојата Муатта се напиша многу книги. Нема потреба за ти да ја напишеш. Има доволно други алими напишани. Имам Малик рахимуллах им даде само еден краток одговор. Им рече: "Ма кана лиллахи јабқа." Она што е за Аллах остануваат. Аллаху екбар. Брат, она што е за Аллах остануваат. Тие муатти не ги знаеме денес, а ни една. Муатти Имам Малик нема скоро џамија што таа внатра постои. Секој има. Ма кана лиллахи јабқа. Брат, овие со океани, брат. Имам Малик рахимахуллах дојде не од Египет и татко му негов продаде куќата негова. За тој да учи кај Имам Малик рахимуллах. Тоа замисли куќата има продано до детето него да учи кај Имам Малик рахимуллах. Имам Малик, брат, имаше голема хејба. Што значи хејба? Значи, она каризматичен човек,
Значи, респектиран човек. Дури, значи, да се страмиш да му се исполиш очи на очи онака. Брат, има Малик, брат. Брат, кога има Малик даваше фетва во Медина, не збореше никој повеќе втора фетва. Дојде тој и тој не знаеше како е редот во Медина, што има Малик, како да се понашат. И прашуваше прашање, има Малик, му рече на тој воспитач, му рече, удри малца. Воспитај го. И кога го воспита малца, му рече тогаш човекот, тој младецот, му рече на има Малик, татко ми моје продаде куќата во Египет, јас да дојдам кај тебе да учам. А сега мене ова ми се случи. Кога види имам Малик рахимуллах, значи толка, значи труд вложено е тука, значи куќа да продаш, брат. Ти куќа тоа што ги имаш, значи да продаеш. Има Малик му рече дојди и му пренесе хадиси. И тогаш рече човекот од Египет, дозволи му на воспитувачот уште еднаш да му удри, да ми даш уште хадиси. Значи свати сте? Да. الدعوة إليه. Шех Усаймин рахимахуллах вели дека даъва, повикување, имат многу начини на повикување. Значи, повикување на патот на Аллах субханаху ва таала е многу броен пат. Значи, не е само еден начин, многу начини. Како, например, вели Шех Усаймин рахимахуллах, со држање на худбиња, неделни худбина петок. За жал, овие овде што се тука, петок се време за гачки. Некои кажат дури вестите ги собират неделните вести што се биле и кажуваат што се случило во вестите, а уствари петок е тоа момент, значи на џума ден, тие 20 минути, пола сат, што највишите луѓе, наместо тоа да ги искористи да учат теохид за луѓето, или историјата на пекамберот, или историјата на сахаба, за да ги освестат луѓето, а знаат што е нивната вера, тој им кажува, нем ваке било овија, дошол некој од Америка, за дроги кажува дури овија кај мене горе, не знам што, пробале кичево олку, пробале онолку, и луѓето излагаа надвор и велат оџата, многу знаеше. А тој ни еден ај не спомна, ни еден ај не спомна, ни еден хадис не спомна, ни еден изговор од сахаба не спомна, ни еден алим не спомна. Луѓето велат имаш овие знаења. Зошто ви да знаење, дека самите нема знаење. Нема темели, значи основни темели, и тогаш мисли, значи како Шех Албани рахимуллах вели, кога човек не видел авиони, хеликоптери, тој малце види некој гулаб, некој орел, мисли да тоа огромен нему, зошто тој не видел авиони големи. Оно што видел авиони работи, тој кога види него орелот, него врнува внимание нему. Зошто тој видел поголеми работи. Така и овие не виделе никаква работа. Алими, врвен алим, брат. Како Шех Рабија, Шех Аббас, Шех Фаузан, брат. Алим, брат, мора. 80 години стаж, брат, со верата. Знаеш што? 80 години, брат. Нема да Исламов, абе на пензија излезе, више не се занимава со знања. Брат, ке Шех Рабија во Медина, кој сме биле. 90 години ги има Шех, брат. 90 години. Ке влезеш кај него да го посетиш книгата, брат, се читат. 90 години, брат. Книги, кревет, имат болнички кревет. Значи за потреба хитно да го несат болница, значи некој пат може неподвижна работа. Болнички кревет. Креветот во деснава страна, брат, стотици книги имат. Уште учите, читат и замерки прати работи, брат. Ама тоа не виделе и мислат дека овие се овде нешто. Значи со худба прање. Или со држање на дерсови. Или со артикли преведување. Значи артикл мал, како што сме правеле ние, до пред некое време, значи со текстови артикли, значи пренесување. Или па халакат ел-илм, значи збирки на знање. Ова што го правиме ние. Значи земаме книга од почеток до крај. И во вистина ова е вистинско знање. Селев, кога учеле Селев, брат, не учеле денеска една тема, утре друга тема. Како му текне нему. Денеска за зечајот, утре за не зна што, нема врска со вчераш имаше. Не. Тема, од една страна, друга, трета, четврта. Тоа значи, ти ќе правиш куќа. Од подрум на 15 спратот или покрот се градиш угара. Значи, спрат на спрат. Кога се качуваш на шкала,
Od prva stepenica najgore se kačaš ili stepenici ti gi kačavaš pokrovca? Ne može da se kačiš na škala od prva na posljedna. Treba biti na stepenite. Tak i znanje to je. A ovdje sami nema učeno znanje so temelj znanja i kako da mogući da nekoj drug posle so temelja. Faqidu šej la ju'ta. Arapski ima zbor, on je što nema ništa, nema ti daj nešto. On je što nema ništa, nema ti daj. Faqidu šej, faqid, nema ništa to je. La ju'ta, ne da vam ništa. Ahsant, odlično. Šejh Uthaymin rahimehullah isto velit, ad-da'watu ila Allah hiya wazifatu ar-rusul alayhi salatu wassalam. Allahu akbar. Povikuvanje na patu na Allah Đelešanu, ova je zanatot i rabotati na pekamberita. Brat, danas kad uđevo bara, znači da bidiš minister, da bidi ne znam što, inženjer. Brat, wazifatu ar-rusul. Brat, najdobri ljudi što ima stapeno na ova zemlja, što ima oden ova zemlja, se poslanici da Allah Đelešanu. Ti oš vonivnite stapki, wazifatu rusul. Ova je zanato na pekamberite. Nema podobar zanat on nego. El ulema warafatu l'anbiya. Znači, alimite se naslednici na kogo? Na pekamberite. A pegamberite ne ostava ni pari, ni ništo, što ostava ilm, znanje. Zekerija alejhi salatu wassalam. Zekerija alejhi salatu wassalam. Koga mu se moli na Allah Đelešanu da mu daje sin, tako je? Ibn Rajab el-Hanbali rahimahullah velit eden pekamber ne pa toliko nisko da mu se moli na Allah Đelešanu da mu daje sin, za da go nasledi vo njegovo to nasledstvo vo kući i pari. Ne. Mu se moli ovdje na Allah Đelešanu daj jedan sin da go nasledi vo njegovo to znanje. Da go nasledi vo njegovo to znanje. Ne za zemlja da nasledi. Za imo, za livađe. Ne. Znanje je to. Šerijat od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, wazifatu rusul. Učimo posledno to mesele, od tije 4 meselina, ar-rabi'atu, četvrtata mesela, što treba seko jedan da, znači, wajibun alejna, kako reći na početak šejh Muhammed, rahmahullah, as-sabru ala al-adha. Sabr na teškotite i nepravdite. Znači, šejh Uthaymin rahmahullah veli, nema nikoj da dojde su ova povikovanje na Muhammed sallallahu sallam, prvo si učio vistinsko znanje, posle praviš dela, posle povikuvaš, četvrta rabota nema da mu izbegaš. Što? Ima da nagodiš na teškoti da dođeš. I duri ruče da iskušenje, duri da vidiš napadnat. Ama što je za tebe? Sabr. Strpenija praviš. Strpenija za imen Allah subhanahu wa ta'ala. I šejh Uthaymin rahimahullah veli deka koliko da vidit da se intenzivirat, da se da vidit znači zažeštena situacijata, što poblisko je otvoranje na patota. Znači koliko imaš ti misliš da сега više za tebe site patiša se zatvoreni. Togaš Allah dželešanu ti ga otvorat jedan pat. Da. I Allah veli v Kuranu, veli na pekamrot, laqad kuzzibat rusulun min qablik. Navisna pred tebe imaše poslanici što velejate kad tije nese vistinski poslanici. Kuzzibat. Što pravati je? Fa sabaru ala ma kuzzibu. Ti je bija saburli na to až im go pravati je. Wa udhu im se, što udhu? Znači im se napraja šteta. Šteta znači im se praše na njih. Hatta etahum nasruna. Dodeka im dojde naša ta pomognuvanja. Znači Rusul mu kaže, znači Pekamberov sallallahu sallam, koga vide, znači se praši nekoga štažen od situacijata vo Meka što beše. Allah mu objavi, laqad kuzzibat min qabliha rusul.
Значи, навистина, и пред тебе имаше русул, посланици, што им велеше нивниот народ, кај што беа спратени, вие не сте вистински, вие се лажговци, вие се маđоничари, вие се мрднати од паметот. Но тие што? Сабару. Има сабар. Иако им се праше ним штета, иако им се праше на нив штета. И Аллах Джелшану се вели в Куран, Инна нахну наззална алейке l-Qur'ana тензила. Навистина ние ти го објавивме тебе Коранот. Шех Усемин рахмула вели, овде сега беше очекувано да се рече, значи, фешкур ли ни'мати раббик. Биди заблагодарен, значи, ние ти го објавивме тебе Коранот, биди заблагодарен на добротите на твојот Господар. Аллах му шумуреше на пекамберот, фасбир ли хукми раббик. Значи, биди сабурлија на осудувањето на твојот Господар. Значи, тоа што објавим. Значи, овој Коран не дошол никој со него, освен што треба сабар да има. И има сабар да има. Сабар како е на планина. Сабар како е на планина да имате. И сабар се поделуваат на три ثلاثة أقسام, на три категории. Сабар е три категории. Првата категорија е сабрун аля таатилlah. Сабар да правиш, трпение да имаш во извршување на наредбите на Аллах Джелешану. Зашто ти да земиш абдес, требаш да имаш трпение, така? Да појдеш в џамија, треба да има трпение. Да се кланеш тие 10 минути, 15, 20, полосат, треба да има трпение. Да постиш намаз, трпение, ако не, ќе изгубиш трпение, ќе расипиш. Да правиш хадж, требаш трпение да имаш. Сите, значи, наредби имаат потреба за што? За трпение. Сабрун ан махаримилlah. Сабар во оддалечување на забраните на харамите. Зошто? Ќе видиш, пример, луѓе прават лоши работи, те повикуваат и тој така себе, ајде со нас. Ние ќе ти платиме тебе ако треба. Ајде в кафана, ајде ночни клубови, ајде вам, ние ќе ти платиме, ти не треба ништо да имаш. Шетани тие луѓе се. Овде треба да дај сабар, трпение. Трпение за кого? За Аллах Джелешану. Зошто да знаеш дека овој дуњалог е краток. 60, 70, 80, 100 години, готово ќе завршиш. Не се клават овој дуњалог, значи ахиретот не се клават во опасност за овој минлив дуњалог. Паметен човек не го клават, значи ахиретот за овој минлив дуњалог во опасност. И биди сабурлија, малце моменти. Овие се малце мигови моменти. Утре ќе бидеш од оние што ќе се радуваат. Зашто навистина денот на судниот ден е жестоки ден. Замисли чафирите и мунафиците ќе бараат, значи, да почне, значи, хисаб, значи, обрачунот, зашто и не може да истрпат почи тука. Зашто ти не знаеш што ќе очекуваат после полоша. Значи, замисли судниот ден колку е огромен, а после во џахеннема. Дори тие од таа жешка вода, толку ќе бидат тие запечени во џахеннем, и тие знаат дека таа вода вриет, ама толку запеченост, и таа вода ќе ја пијат. Во пиење на таа вода, рилиците се топат и органите внатра се топат цели. И тие пак ќе пијат. И пак Аллах Джелешану им ги обновува органите и све. Зошто да казната пак да ја осетат. Амин. Зачо секој треба да пази. Овој е минлив. Минлив, брат, 60-70 години колку да бидат. И 1000 години ја живиш. Секој нефс има да го осети смртта. И тоа мелаче не се враќат. Не можеш да речеш, або уште малца се спрема, или да заврши ови работи што има. Не. Идет ненадејно. Еден од селев толку правеше добри дела, што немаше почти што да прави више. Да му рече утре иде мелачето, немаше почти што додајте. Денски постеше, ноќе цела ноќ се клањаше. Затоа, значи сабар ан махаримилlah, значи сабар да правиш во оние работи што се забранети.
те повикува некоја жена, значи ова е големо искушение. Ти се посетуваш на Аллах субхана ва таала и се оттргнуваш. Како еден од селев, од првите генерации, една жена го повика и му ги затвори вратите и сакаше прави со него блуд. Што направи тој човек? Му рече, дозволи ми да влезам во веца, значи во купатило, како да речеме, и да се спремам. Кога беше тој во веце, се измачка целиот, значи со пислок. И кога излезе тој кај неја, так избарка него, значи, мирисаше, лоша мирис. Но тој го направи тоа за да се оттарни од таа лоша работа, што е строго забранета во исламот. И тогаш од тој ден на тој човек му идеше убав миск. Немаше тој миск на него. Аллах Джелчано го почести негоше во дуњалокот. Увек луѓето кога ќе го сетне имаше миск тој човек. Зошти? Миск, значи убав мирис. Зошти? Жртвува малце нешто, Аллах го наградеше во дуњалокот. Затоа, значи, пазењето ви работа. Сети се увек на Аллах субхана ва таала. Сети се на оној што не можеш да му избегаш на никој момент. Јалему сирра ва ахфа. Аллах го знае тајното и она што уште потајно. Аллаху екбер. Види, Аллах го знае тајното и она што уште потајно. Ахфа. Што значи тоа? Имам Ибн Кесир и Шех Абдурахман ес-Саади и другите алими на тефсир велат, ес-сирра, значи тајното, значи она што ти го зборуваш со сам себе си. Аллах знае дека ти што зборуваш во себе си твоја. Никогаш не го изговараш од устните твои, не излага тие зборови. Сам со себе си. Разговор со себе си свој. Аллах Джелешано го знае. А што е тоа уште потајно од тајното? Алимите велат, она што ќе го збориш во иднина и после 10-15 години, Аллах знае во сатот тој и тој, во таа година, тоа и тој има да го збориш. Во себе си, во себе си. Јалему сирра ва ахфа. Ти да знаеш кога имаш работа. Мурақабатуллах. Да знаеш дека Аллах е твој надзорник. Еден човек му рече на жена најде пример во ливада, ночен, во ливада голема. Немаше никој. И ја предизвикуваше да прави блуд. И му рече не иди да му го направи тоа, да му го разубави. Му рече никој не гледа нас освен звездите што се над нас. Таја му рече што беше воспитана исламски. Затоа ако бидат нашите деца воспитани исламски, вака ќе одговараат и нашите жени и така натаму. Таа му рече нему ва ейна му каукибуха. А каде е створителот од тие звезди? И човекот се застрами и избега, замина. Ейна му каукибуха. Таа му рече, никој не гледа, никој, пустина, ноќе, темница. Освен звездите. Таа му рече, ейна му каукибуха. Каде е створителот на тие звезди? Значи тога му каже нему дека тој створител нас на прва линија не гледа. И се застрами и се замина. Ама ова треба да се учит, да се всадит, да се вложит време, а не гачки да кажуваш. Ама за тие гачки имаат одговорност кај Аллах Джелешано. Немој да мислиш дека ова е ваке без да знаеш есап. Ке даат есап за секој еден збор, брат. Мелачината пишуваат, не оставаа ништо. И на судниот ден ќе дојде човек и ќе негират. Или не су го правило ова, не су го правило она. Аллах Желешано што дозволил ова месо да зборит, и му дозволил и на овие да зборат. И ќе сведочат против човекот. Дека лажил, дека крадел, дека тепал, дека. И тогаш тој ќе полемизира, ќе дебатира со своите дела. Тој ќе вели, јас сакав да ве спаса вас сега, а вие ме предадовте. Да. Ние не сваќаме уште со кого имаме работа. Ас-сабр ала ал-аза. Значи првиот дел кажаме вторијата категорија и третата категорија на сабарист. Сабрун ала aqdari Аллахи таала. Сабр да правиш, стрпение да имаш во она што го одредил Аллах Джелешану за тебе. Значи кога се случуваат, умират некој од фамилијата, близок човек,
или некоја нестреча во фамилијата и така натаму, ти правиш сабар. Ти правиш сабар. Стрпение имаш. И тоа стрпение го правиш за Аллах Джелешану. Шехул Ислам ибн Теймија рахимуллах, ова извореден диамант, Шехул Ислам ибн Теймија рахимуллах, вели паметниот човек, остроумниот човек прави сабар. Зошто? Ако правиш сабар, ти бидеш награден. А ти таа ситуација имаш сега, тој што умрел. Ти дали ги киниш кошулите, пискаш, не пискаш, тој умрел, не може да го вратиш назад. Паметниот човек прави сабар. И чека награда кај Аллах Джелешану. А тој што не е непаметен, простиот, прави такви работи и пак не може да мени ситуацијата и ќе биде дури казнет за тоа. Размислите, свати ова работа? Е така. Сабар аля акдарилlah. Знаеш дека све со одредението на Аллах субхана ва таала. Ништо не се случува освен ги имат Аллах Джелешану одредено. Се. Дури листон што пајат, брат. Листон од дрвата. Колку листо едно дрво имат илјадници листови можда. А колку дрва имат и колку листови се тие, не пајат еден лист освен Аллах Джелешану знаете дека пајат. И од милоста на Аллах Джелешану е да ги направи тие листови да паѓаат, да не прават врева. Замисли тие листови да паѓаат да имаат врева, не можеш да спиеш ти. Не може да одиш. Милоста од Аллах субхана ва таала. И во овие работи дури, ама ние не ги сваќаме. Ние ојме секој ден врвиме и заменуваме ништо. Видиот и дрвоно сеја ги губи листето, паѓаат листето и Аллах го оживува на пролет. Му ги враќат листовите, му ги враќат плодовите. И во тоа дрво одеднаш не растат круши. Јаболко е тоа. Ке крушите круши. Ако беше случајно со ова, одеднаш ке беа пола круши, пола јаболка, пола кајси и пола банани. Све е перфектно, све е перфектно. Ако беше случајно, немаше да функционира вака. И после видиш како ќе ноживите Аллах Джелешану. Ти секој ден тврдиш, и после видиш како ќе ноживите Аллах Джелешану. Смртта. Шейх Уфемин рахмеллах вели, ахул маут, брат на наум, спијањето. И е брат на смртта, вели Шейх Уфемин рахмеллах. Ти спиеш. Кој ти осигурува тебе да се вратиш назад? Гасниш ти готово, ти чувствуваш нешто, затоа калемо му е тргнал на човек кога спиет. Не се пишуваат гревови на човек кога спиет. Сабајле стануваш, други имат не стануваат. И после видиш како ќе не оживите. Овде вели Шехул Ислам ибн Теймија рахимуллах, овај сабар, последниот начин, последнава категорија на сабар, се дели на две други категории. Значи, пазите, бидете концентрирани. Значи, на две други категории. Првата категорија е на одредбите на Аллах Джелешану. Втората категорија е да правиш сабар кога ти штета тебе луѓето. Кога луѓето ти прават тебе неправда. И да правиш сабар кога ти права неправда и ти имаш можност да се одмаздиш. Аллаху акбар. Ти правиш сабар. Шехул Ислам вели ова не го стигнуваат овај степен на сабар, освен енбија ва сиддикин. Аллаху акбар. Ова е сабар. За тебе кога ти штети некој и ти имаш можност да му го вратиш тоа нему и ти правиш и пак сабар за тоа, за Аллах Джелешану, овај сабар не го имат во себе, освен пекамберите и искрајните луѓе. Значи, ова треба джихад. Джихаду нафс. Джихад со себе си свој. Не джихад да правиш револуции и да лееш крв на муслимански. Джихад прави со муслиманите, ти ИСИС, сите деджали, шејтани. Тие тепар муслимани вели джихад правиме. Кога стана джихад да тепаш муслимани? Валлаhi, брат, инсталирани луѓе, инсталирани само за да прават штета и неред и лене на крв во муслиманските држави. Само таму да прават штета. Ништо друго. И најзадно умра, го фрливме везеро в мора, ни траг ни враг. Заврши мисијата своја. Заврши каосот што требаше да го направи. Да го демолират една држава. Сега готово.
Оди изван крај. Како Ирак, така и Сирија, така и други Египет и другите. И после викаат, тој Шевчет Красничи, и Ахмед Калаја и другите, овај пролет арапски има многу беричети. Тога го вика тоа пролет арапски. Да. Тие демонстрациите кои почнаа 2011. Пролет има многу беричети, многу. Арапска пролет. Да, арапска пролет го вика. Многу беричет, што беричет? Милиони муслимани се умрени. Милиони се по патиштата секаде избеглици. Ова беричет го викаш. И другите исто, тие Кудузовиш, Медузовиш, сите такви се. Ама сега видоа, и тоа е патот на Ихванул Муслимин, брача. Што? Видоа тие стега од државите и лупна по затвори, и ихванците кога ќе видат тврдост, од нивната методологија е да се скријат едно време. Дури владата или тие владари да ослабат. И после пак ќе го извадат. Како Шех Албани рахмелlah вели, како еден акреп што е подземна. Тој во секој момент подземна, ама да има можност ќе те чокнета. Шкорпион. Да, шкорпион, така и тие се. Не дека го мениле мислењето, дека се станати прави, не. Такви се уште. Но сега така времето е, не е убаво времето и се малце ги има менето. Во јавност. А еден шејх велит, пекамберот салаллаху алейхи ве селем, кој повикуваше во Мека тајно. Знаете вие, првите 3 години беше тајно повикувањето, така? Кога повикуваше пекамберот тајно во Мека, како што повикуваше пекамберот? Теухид. Во тајно теухид. Кога после 3 години го отвори пекамберот, кога му нареди Аллах Джелешану јавно повикува, што повикуваше? Теухид. Ова е давето селефу салих, брат. Ние дали сме во мали кругој. Дали не снимуваат некој или не снимуваат. Дали сме на улица или овде сме. Исто е за нас. Не ќе бидеш негде скриен под пештери, Тора Бора и не зна каде, да кроиш планови други и после ваму друго. И ги имаат овие хаварич, значи ИСИС, Ал-Каида и другите, ги имаат, значи, гледаат, значи, од дел на верата е да лажат. Лага! Ги лажат ваке. Тоа вели, тоа тој лажи све. Све негират. Значи, сабара на тој начин како, кога ќе ти прави некој неправда и штета, да правиш сабар тука, иако имаш можност да му вратиш, ова е степен на пекамберите на искрен сиддиқин. Значи сиддиқ, значи Абу Бекр, кој е сиддиқ ал-акбар, најголемиот сиддиқ од оваа умма, од овај уммет. Абу Бекр сиддиқ радијаллаху ан. Овие 4 меселина за крај, овие 4 меселина што ги учевме вечерва. Што беше прво? Ел-илму. Втората, ел-амелу. Прво знаење, второ, ел-амелу, правење дела. Ед-даъвату илеј, повикување во тоа знаење. Четврта работа што? Ас-сабру алал ада, правење сабар кога да ти се прави тебе штета. Овие 4 работи се во едно суре во Куранот. Вал аср иннал инсана лафи хуср. Аллах се коли во времето. Шех Фузан хафизахуллах велит, Аллах се коли во работи што се огромни. Во времето. Ова време што ти е дано тебе, најскапосено нешто. Во тоа време ти се клањаш, постиш, спиеш се, одмораш, работиш, све во тоа време. Најскапосено нешто што ти е дано, тоа е времето. Но за жал, Шех Фузан велит, имат некои луди, викаат, ајде да го утепаме времето. Да, точно. Досадно е. Аллаху акбар. Тие се иннал инсана лафи хуср. Навистина е човекот во загуба. Јасна загуба. Зошто? Зошто тој тоа време што му е дано нему, не го искористил за добри работи. И секоја ќе слушнете овде иннал инсана лафи хуср. Секој човек без исклучок овде вели Шех Фузан, хафизахуллах. Секој човек
mlad, star, golem, bogat, siromav, kralj, ne kralj, sve ko evo zaguba. Koga musliman slušat ova, slušat mogu dobro vrimatelno, kako da bidam ja izvlečen od ova zaguba sega. Koji je patekata i patota, što ja da se izvlečam, Allah ti go dal. Ille ledina amenu, osven on je što veruvada. Ova je dokaz za ilm, za znanje. Zašto ti šef uzam, možeš da veruvaš ako ne znaš? Možeš da veruvaš ako ne znaš? Ne možeš. Ille ledina amenu, znači zna posle amenu. Zna posle veruva. So znanje veruva. Ne so pretendiranje, so mislenje, so fantaziji. Amenu. Koga veruva su znanje, što pravo wa amilu salihat. Što prave dobri dela. Posle wa tawasau bil haq, ad-da'wa. Znači povikovanje. Ti nareduvaš jedan drug vistinata. To znači davet pranja, kažuvanje na vistinata, davanje vistinata. Wa tawasau bis sabr. As-sabru ala al-adha. Ovdje je šejh Muhammed ibn Abdullah brat. Ovi je rabože da gi soberiš, ti treba da imaš glaboko znanje vo verata. Mora da vidiš. Znači, šejhot ima vistinski vrvno znanje stignato. Imam Šafi'i, Muhammed ibn Idris Šafi'i, rahimahullah, veli za suratul Asr, što veli imam Šafi'i? لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Imam Šafi'i veli, ako ne beš objavil Allah Đelešanu do kaj svojete stvorenija, ništa drugo da ne objaviš osven ova sura, ke beše dovoljno za njih. Što znači to da kefethum, ke beše dovoljno za njih? Šejh Uthejmin i šejh Fauzan i drugi talimi velat, ova ne znači te kako beše dovoljno za site pravila vo verata što treba da se prava. Ne. Znači kako da se klanjaš, kako da postiš, znači detaljite što se detaljno. Ne. Ovdje se podrazbira, ova je dovoljno za čovjeka da go motivirat za da pravi dobri djela, da je barat vistinata. Zoši celi od Kur'an i sunna se vrtat ovije 4 raboča. Šejh Fauzan hafidhahullah veli, celi od Kur'an i sunnetot se vrtat okolo ovije 4 raboča. Znači gi objasnuva detaljno ovije 4 raboče. I na kraju veli imam el-Bukhari, zoši prvo počna šejhot znanje, posle pravenje dela. Imam el-Bukhari, vo njegova knjiga Sahih el-Bukhari, napišal kapitel. Kapitel što? Babun, el-ilmu qabla qawli wal-amal. Znanje to ide pred izgovorot i delata. Znači prvo znaš, posle kaže ga nešto ili praviš dela. Dokazu za to veli imam el-Bukhari, wad dalilu qawluhu ta'ala. I dokazu za to je zvorom na Allah Đelešanu. Što? Fa'lam, znaj, prvo znaj, ennehu la ilaha illa Allah. Znaj, teka nema nikoj pravo da biti obožavan. Apsolutno nikoj. Illa Allah. Osim on je što te stvoril. Pa posle? Wastaghfir li dhanbik. Što znači tak? Baraj oproška za tvoje grevovi. To je dela više. Znači prvo znaj, posle pravi dela. Znači vidi Muhammed ibn Abdullah rahimahullah, što argumentirati, vidite je cijela knjiga ova. Što su argumentacijte njegove? Ajeti od Kuranot, a hadisi i zborovi od imam Šafi, imam Buhari, to je njegovit argument. To je dokaz jasen za sve koje šabara desinata, tega šejh Muhammed ibn Abdullah rahimahullah je napatod na selefu salih. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.